Добро ден, добро вечер. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте, малце фолеранција, бидејќи, нели, вечерва ќе се обидам да бидам во стилот на мојот гостин или мојата гостинка, gender oriented како би бил. Ивана Наскова е вечерва гостин во моето студио по втор пат. Ивана, добро вечер, добре дојде и многу ми е драго. Мене ми уште подраго, бидејќи првиот пат беше супер забавно и секогаш со задоволство се биде гостин овде. Стварно, колку добро беше и Домогој, и он беше зона, зимоска беше некако ми се чини. Не, уствари беше по повод 8 март правевме стендап, така да, ама беше ладно во тој период. Предходно го правевме, пред 8 март. Домогој. Имаш контакт уште со него? Со него конкретно не сме соработувале од тогаш, меѓутоа со другите колеги од Балкана да си уште. Браво, браво. Како помина тој стендап вака? Добро помина со оглед на тоа што се уште немаме стендап културата во Македонија. Јас сум сепак задоволна на публиката што дојде во Дом на Арама, бидејќи мислам дека се навикнати кога се таму, доаѓаат на представа и знаат да бидат внимателни да го следат она што им се прикажува. Океј, вака ме иницира, ја баш и онака се мисле, викам од кај ќе го како почнеме. Еве за стендапот. Што значи стендап култура по тебе? Дали тоа треба да биде една киносала, ти стоиш, например, или некоја така домна култура, или тоа треба да биде, бидејќи мене стендап, која ми е, ја мислам една ваква округла маса со другарите, чекај малце да ја чујам малава. Добре, знаеш, онака некој бар, некој паб, нешто? Дефинитивно, значи секаде во светот го има тоа, барем од моето искуство каде што бев и настапував, секаде има стендап комеди барови, баш оноко на филмовите, мали масичиња во интимна атмосфера, затемнето, еден на публика што прави шеги со гостите и на сметка на се што се случува. А стендапот грубо би го дефинирала како еден вид на модерни и политичари и луѓе кои што се занимаваат со случувањата во општеството. За жал, кај нас во Македонија никогаш се перцепира како луѓе што изиграваат кловнови или сакаат да бидат смешни, а во светот се перцепира како професија што само најинтелигентните луѓе можат да работат и луѓе што имаат бистар ум, што им фаќаат работите ни за друго и во една од земјите стана председател стендап комичар. Значи, доказа тоа дека тие се интелигентни луѓе. Тако? Не можам да се сетам во моментот. Зашто ми, знаеш како се буга ми пушти? Еден стендап комичар е буквално на функција. Луксембург беше, негде кај Европа, некоја откачена, некоја таква држава. И баш ми беше муабетот дека еве доказ дека навистина без разлика што ти ги засмеваш луѓето, на пауза ќе го изгуглам уште еднаш. Да. Google ти е најдобриот другар. Супер. Иако морам да признам дека, нели, ако ја перцепирам онака поинтимен простор, бар и така натаму, најголемите имиња сепак настапувале на големи онака, дали тоа бил Еди Марфи, Кевин Смит или некој од тие големи фаци. Откако почнале во клубчиња. Сите почетоци на стендап комичарите се во клубчиња, во мали интимни простори, каде што реално треба многу да се извежба занаето, да се ишмиргла што велат, да се испегла, да биде добар. И тоа го правиш во мала интимна атмосфера, не го правиш веднаш по 400-600 луѓе, ќе се изгубиш. Они мислам дека 10-15 години сигурно имаат работена по такви клубчиња, додека некој да ги открие да им рече дојдете да правите стендап пред милионска публика. Но и за такво нешто потребна е една сцена медиумска. Они го имаат, например, една фантастична работа, се вика SNL или Saturday Night Live, каде што се што е познато од глумец, дали бил карактерен или комичар, поминало таму каде што ги дал најдобрите перформанси што се однесува до ентертеймент. Значи, кого не сме виделе, таму се проби еден Джим Кери, Алек Болдвин и еден куп познати фаци. Ние овдека немаме. Хуморот последен беше раскажување на вицови К15. Ако нешто остана сега, ако не се лажам овој од Канал 5, нешто... Нешто има некој шоа прават, меѓутоа тој за мене не подценувам нормално, секој своето го работи, меѓутоа тој за мене хумор и се уште малку на назад, а стендапот е една друга вид на професија, на друг хумор, на понапреден хумор, на сарказам, на иронија, на нешто што треба да го вклучиш мозокот за да го сватиш, некоја порака до општеството, до политичарите, до луѓето, до народот, каде што меѓу редови ја кажуваш вистината и они треба да се свестат дека ти тоа што го кажуваш можеби не го поддржуваш, туку е на саркастичен начин прекажано. Ако прв пат некој те гледа, оваа некоја опасна, сега ако ќе почне да ги дрибла политичариве, но ти сепак си фокусирана повеќе на интимниот дел. Љубовта те фасцинира, односите помеѓу маж, жена, маж, уствари не знам така да речеме. Луѓето, мене ме фасцинираат луѓето, политиката ме плаши.
Не сакам да ја мешам во стендапот поради тоа што ние знаеме да прифаќаме хумор. Се уште ги чекам нашите политичари да се научат да се прават шеги на нивна сметка и да го сватат тоа како конструктивна критика за нивната работа, а не како нешто каде што треба никој да го затвориш и да го казниш поради тоа. Се додека имаме такви политичари со толкова суета, јас не би работела стендап со политика. Јас би сакал ова да го повториш уште еднаш. Ова беше многу јака работа. Во секој случај во право си. За стендапот го сваќам и како зетгест. Значи, хуморот мора да одразува не денешницата кога збориш, туку моментот денеска што било актуелно, искачаш, па имаш тав публика, не ти реагира, па треба... Дали си имала такви моменти, например, искачаш со спремен материјал и гледаш мак нема. Дали во тој момент мешаш фолдери, одма отвараш други фолдери и така натаму? Да, секако материјалот секогаш морам да го прилагодувам на публиката, меѓутоа такво искуство во живо не сум имала. Мислам дека енергијата кога ќе влезеш и кога ќе ти пренесеш твојата енергија на веселост, на радост и гледаш дека сакаш да ги засмееш, еден да почне ред да се смее или еден двајца во тој ред, смејата е заразна и се прифрла и на другиве и полека почнуваат. Се фокусираш на тие токму? Заразните? Не, продолжувам да си го терам своето и ги чекам тие да дојдат на нивното и не сум имала проблем. Сум имала проблем на оние стендап клипчиња кои сум ги правела на интернет, оние YouTube клипчиња, Facebook клипчиња, оние видеа што сега ги снимав додека бев во Америка. Имав многу негативни критики и коментари, имав многу напад од нашиот народ овде, бидејќи за нас никогаш ништо не е доволно добро. Ти си оставила на тие твои YouTube клипчиња дозвола за коментар? Секогаш. Never. Секогаш. Абе, слушај ме, искусен ке ти кажам. Секогаш. Дошо, јас сум преку 20 години лайв, секој може да ме контактира. Ама, коментари на YouTube ти е само за идиоти искомплексирани. Ти ако сакаш реален коментар, ќе си го имаш на Facebook, кај што со профил, ќе знаеш кој ти искоментира. Малце се поприбрани луѓето и пореални у коментар. Ова е немој, молим те, исклучи коментари на YouTube. Фейсбукот е истото. И Фейсбукот исто имаат лажни профили само за кои ги користат за коментирање. Не ги бришам коментарите, ги уставам, епта на кој нешто вулгарно и некултурно. Па све Не е толку кај мене. Морам да признам дека имам публика што ја сузава во текот на овие некои 5-6 години како го работам ова, сузав публика која ме поддржува и кој буквално место мене се расправаат со тие што коментираат. Значи, дали си свесна? Значи, зошто ја го направив тоа? И ја немав исто проблем како тебе. Значи, мојата публика која е гро повеќе за мене, иначе не би постоел, едноставно ми вика. И во емисија, и сегде ги пуштав. Осте го бе, викам, нека ме искритикува. Јанко, свињо, дебела, ти си пушач на васла, ти си одвратен, тебе треба да отепава, она, ваму и таму. Ми се јавува уредникот, ми се јавуваат гледачи, ми стигаат писма. Добро бе, вика, дали си ти свесен дека ја лично сум навреден, вика. Јас сум твој верен гледач. И ти овој сега што збори, мене ме навредува, па чекај сега, ако ти не си, за мене си добар. Значи, твоја навредата кон тебе, мене не ми е гајле дал тебе ќе те навреди или не, мене, јас седам да те гледам, мене си ми интересен. Не можеш да дозволиш, нека си критикуваат каде што е. И од респект, и спрема куќава, и спрема сите, и спрема публиката моја, не дозволувам. Верувај дека твојата верна публика, ако им дозволиш на... Бидејќи Леди Гага, знаеш што последно кажа, знаеш на аферата што им беше со Бредли Купер, дека они премногу страстно било тоа на ова, па дали имало врска, па немало врска, па дали се клецнале, не се клецнале. И на првото шоу вечерта доаѓа и вика, што ќе кажеш, вика, на коментарите што имаше на Твитер, вика, за твојот настап на Оскар, вика, социјалните мрежи се канализацијата на цивилизацијата. Не можам да се согласам. Јанко. Значи, ама не можеш ти да збориш кога 90% се такви. Знаеш зашто не можам да се согласам? Бидејќи мојата кариера, некој голем процент е изградена врз основа на тие социјални мрежи и медиуми. Бидејќи јас пред па токму тие што те сакаат се навредени, зошто вакви? Пред 2 години кренав раца од телевизијата и од медиумите кај нас. Свесно кренав раца и реков, ајде, молам. Терајте си, земајте си манекинки, земајте си све, ќе си одам. Си оди. Да, се повлеков. Ама како
карактер кој сака да комуницира со публика, морав да најдам друг начин да го правам тоа. И за мене беше стендапот и нормално социјалните мрежи и медиумите. Меѓутоа, јас она што се борам со нас е кога ќе снимам саркастично клипче, каде што тоа што го говорам, не го мислам, туку го кажувам на саркастичен и на ироничен начин, луѓето не ме разбираат и добивам коментари као деме како можеш тоа така да го мислиш, како можеш тоа да го зборуваш, а едноставно се вика хумор и сатира. Имаше на времето едно устан списание за хумор и сатира и тогаш барем знаевме што е тој вид на хумор. Сега се расправам со луѓе да им објаснам дека едноставно не го мислам тоа, туку ало луѓе. А зашто се да објаснуваме? Ма нема полошо туку. Ја знаеш како им викам? И сега кој ќе почне да ме напаѓа. Зошто де? Чекај, викам, извини, како се вика емисијава? Јаде бурек. Така да така. Така. Тебе ова ти асоцира на нешто камерно, сериозно, спонзорирано од Ману? Да. Овдека кардиохирурзи доаѓаат и викаат, виде, бајпасот што го направивме на 12 палажот, иде преку. Така, така. Нонсенсе. Има, и они се изедначуваат, и нив им одговара, знаеш. Не им давај сила, негативната енергија да преовлада. Затоа што позитивните се почутливи, он нема намера да се доволно му е лајк, те изгледал и така. Да, да се насмее и тоа. Не им дозу. Секако. Размисли си го ова и исклучи ги. Ќе размислам. Ќе видиш дека ќе имаш подобар ефект кај оние што те почит. И осетливи малце луѓе имаш кои се многу интровертни и какви коментари и ќе се повлече од тебе. Дури и да си добра. Ќе размислам. Но не заслужуваат. Верувај дека не заслужуваат. Бриши коментари, банира идиоти и состади си своја пол. Не можеш секому да му се допаднеш. Марија Калас. Точно. Оној момент кога ќе престанат лошо да зборат за тебе, тогаш не вредиш ништо. Не сум пиво, не можам сите да ме сакаат. Иначе би било многу лесно. Сакав нешто objection, ама на пиво нема objection. Нема, сите сакаат пиво. Сите сакаат пиво. Да, сите како викаат, пивото е доказ дека Господ сака да сме среќни. И ете, нема кој не го сака, ја не можам да бидам пиво. Не можам на сите да им се допаднам, ам благодарна сум за тој дел што им се допаѓам и ме сакаат. Супер. Кажи ми, твоето гостување прв пат беше овдека да ги промовираме твојата книга? Да, ја вметнав тогаш моите нозе да ги испромовираме. Да, па не сакав да трошам пари по манекенки. Да. Не сакав да трошам пари по манекенки. Зашто на манекенки супер изгледаш? Така, не ми требаше да им платам на нив, јас се сликав сам. Колку метри нозе имаш вака? Знаеш дека никогаш не сум ги измирала, треба да прашам некој од бившите. Има едно 3-4 метри вака ако. Од бившите дечков се да прашам некој. Они ти мереле? Прима кај фаќа колиното на рамена. Добре, јака си, браво. Совршениот странец ја промовиравме. Како си задоволна еве книгава, откако излезе, каков е фидбекот, како се задоволни твоите издавачи? Првото дете секогаш се радуваш и го сакаш, ама второто кога ќе дојде некако повнимателен си спрема него. Задоволна сум нормално, меѓутоа да За странецот првен, па ќе идеме на второто. Молим. Задоволна сум странецот. Поминав супер кај публиката, се испробав како писател, поминав добро, научив каде се грешките и лошите работи за да бидам подобра со втората книга и го постигнав тоа. Мирисот на нова книга секогаш. Извини, не ја прочитав. Извини. Нема да ти правам лице. Нема никаков проблем. Кажи ми, дали оваа книга содржи од она што го правиш, стендап, комедија, хумор, сарказам? Ниту една од моите книги, ниту една од моите книги не содржат хумор и не го содржат тој дел од мене. Тој дел ми е друга професија, ова ми е друга. Кој е тој дел во тебе? Оној дел чувствителниот би рекла, оној што има емоции, оној што не е ладен, оној што не е механички и роботски настроен. Не си бич? Во реалноста може би сум, ама во книгите не сум. Очигледно во книгите ги фрлам емоциите за да не ги покажувам пред луѓе. Фикција или твој се? Книгата е базирана на ликови кои постоеле во мојот живот, бидејќи нели сакаш да долоиш колку што е можно пореално да биде тоа што го пишуваш. Но приказната не е нешто што ми се случило. Искрено не е, бидејќи не сум мажена за богат странец. Можеш ти да го викаш, да не знаем. Дај рацете да видиме дали има траги од... Сингл си бев во претходната емисија, уште сум си. Уште си станувам експерт на тоа поле. Зошто?
Мора некој да биде експерт и за тоа. Сакам книгата трета да ја напишам на таа тема. Убава си, паметна си, зошто не ти иде тогаш што може? Заради тоа. Заради тоа? Заради тоа. Каде е проблемот? Кај мажите или кај тебе? Ти пребираш или мажите се плашат? Секако дека пребирам, многу се нервирам, никој кој ми рече не треба да пребираш. Манџија. Значи, не сум не манџија, ама си имам некои критериуми кои не ги испуштам. И не одам под нив. Ама од друга страна мажите се плашат од силни жени. Тоа е веќе некоја не пише на правило. Они сакаат да е домаќинка, да седи дома, да сготви, да кјути, да не се расправа со него. И да му ја одмори главата, а не да му ја замери, а многу заморува, а јас многу зборувам. Треба да ја запознаеш жена ми, ќе смениш мислење за мажите. Секогаш постојат исклучоци. Ја не знам Секогаш кај се најдов да исклучоци. се Јас се исклучив. Секогаш постојат Жена ми е исклучоци. 4 пати пообразована од мене на 4 градации, на кај докторат. Ја да не збориме тоа. Така ќе се налјути, имаш спомнато дека не сака да ја спомнуваш во емисија. Да. Ти не знаеш што ми прави. Вика само спомни ме уште еднаш. И што ќе ми направиш бе? Што можеш да ми направиш? Истиот проблем го имам јас со стендап и со пишување на книги. Луѓе околу мене не сакаат да ги споменувам. Да ти кажам, дали го памтиш овој вентриквилистот Джеф Данам? За жал. Не си го гледала? Не. Значи, Джеф Данам настапува како вентриквилист, знаеш што е тоа? Тој што збори со затворена уста, од стомак што окей. Настапува со 4 кукли. Он последниве 10 години... Со терористот и Ахмед. Ахмед, окей, се Ахмед, сетив, меѓутоа the dead не ми terrorist. текна името, нормално дека Значи, го ако знам. ги ми гледаш текна. неговите цели стендапи, Да, сум ги гледала. тоа е хистерија. Да. Јас имам разболено, стомак ми има болено, мислам. Изгледај го, забавно е. Го имам гледано, сега ми текна дури некои делови му ги знам и на памет. Да Пинат и да Ахмед да терорист се моите омилени ликови, има искрено, но тотално супер алтер его од него. Немаше милост ни кон себе, ни кон жена му, ни кон фамилија, све познато, сега е разведен. И јас снимав и јас сум без дечко. Го сваќам човекот. Ја уште едно спомнување на жена ми, колега. Кјути, седи мира, не спомнуваме, друго ќе правиме муавет. Која жена? Каква? Не знам. Тоа се опасни работи, но знаеш како? Стендап комедијата, кога ќе извадиш нешто искрено од себе, тоа го осеќаат, не можеш да го смислиш и Точно. ќе го исплескаш и стварно многу е голем фидбек. Да, ја не би го сменила, јас не би сврлила луѓе што сум слушнала нивни приказни или што ми се случиле од стендапот, поради тоа што ќе бидам вештачка и ќе биде како нешто што го зборувам на памет. Еве, например, супер би било на стендапот, например, во Америка, кога ќе збориме нели за Америка, ќе кажеш искачеш, што бевка еден водител, Јанко јади бурек, едно ниско, мало, дебело, па ми се удвара нешто, вика. И јас станав, он вака ме гледа и му викам, што бе, мали, у дупка да не се застанал. А ова е жива вистина што ми се случило и обожавам да го кажувам затоа што првото мое идење у Белград у кафич влегувам на Белграѓанка. И таа седи ја удварам и на крај станува и ме гледа, што е мали си рупу стао. Вака, 1,85 м авион, качување у 10 саат на вториот ос, назад дома. Never talk about it. Никому не сум му кажал, никој не знае за тоа. Ама еве го кажуваш и буквално веќе Ништо не сум кажал. Предпоставам си го надминал моментот. И нема подобар хумор кога тебе ќе ти се случи. Точно, тоа е многу точно. Сам на себе ако не се насмееш и реално нема ништо посмешно од вистината. Ја би бил милионер да можам да ги кажувам што се видите што ми се случува дома со жена ми, со децата, со мачката, ма не смеам. Можеш само да ни кажеш имења. Или ама не. Зависи каде ќе ми купиш куќа. Јас велам ако купам куќа на Бали, на мајка ми, сигурно нема да се лути што ја спомнувам. Знаеш како еднаш ме викна у полиција кога ме фатија со трава и со еден другар идеме. И вика пишите све. Што да пишеме? Пиши све. Кај си бил, што си правил? И тој пише бев у тениској, јадев мимоза. Која е таа мимоза? Джандарот од озгора му чита му вика, која е таа мимоза? Одма да се јавиш викнија мимоза салата. Немој ти мене салата. И ај се. И како не е виц? Најголемиот страф ми е да не завршам со полицаец. Плава сум. Нема кој да води работата. Еден мора да ги тера работите по дому. По полицаецот?
Шигом, се имаме толку многу вработени во полиција што Не можеш да утнеш мора да секој има втори интелигентни. полицаец. Да, мора да има Нели, интелигентни. Ако нема цела држава ќе вработиш на едно место, мора да има и паметни. Па, нели, нормално, завршува финки, станува дипломиран електроинженер, кај ќе работиш? У МВР, нели? Стануваш хирург, кај ќе работиш? У МВР. Што ќе работиш? Што е важно, што е мафта со 5 дречето уживај. Кога ќе се намали суетата во Македонија на политичарите, ќе почнеме да шегуваме на тие теми. Кога ќе се намали што? Суетата. Суетата и егото, ќе почнеме да се шегуваме на тие работи. А зошто не... Добро, не си ти должна да го пробиваш тој пат, но твојата констатација е жива трагедија. Само да ти кажам дека, ја доста сум ги рчкал политичарите во емисија и да ти кажам дека многу помалку проблеми. На времето во кариера работев за Фокус. Никола Младенов ви викаше, молим те, вика, музички новинар си од 103 ме зема, не бев тогаш на телевизија, вика, молим те интервјуа со групи, бендови, пеачи, пеачки. Тоа е страшно. Тоа е страшно. Тоа е една каста на импотентни, интелектуално, уметнички, и кој секој збор го мера, а ти вака си напишал ово, вамо, бидејќи нема што друго и се занимава само со форма. Да. Кој ќе ги видиш нашите старлети, нели, само делови од тело, зошто? Нема реченица, нема мисла, нема музика, нема песна, успод поише се чанчат, него што има што да каже реално као вакво. Па ова е причината зашто не работам повеќе во телевизија. Не можам да правам интересна емисија ако доколку гостинот не сака да биде интересен. Не можам да увезувам гости од странство, премногу е скапо. Ќе ти дојде некоја пејачка што у 10 години кариера снимила 3 спота и се понаша како да е председател на МАНУ и издала 12-томно издание за историјата на светот. Секоја честна исклучоци, меѓутоа да, сум имала и многу такви. Нема исклучоци, нема честни исклучоци. Имаше неколку исклучоци, имаше и никаде каде што имаше реакција као на локална телевизија оди емисијата, само на национални гостува. Или имаше реакција каде што беа готови прашањата, не смеш тоа да ме прашаш, можеш ова, мислам. Сашко Коцев, мислам дека тоа со Бубамара успева да го надмине, доста ги буцка политичарите и така натаму. Еден ден кога би стигнале на нивото кој стигна Сашко, бидејќи ми е драг другар и пријател и го знам од многу одамно уште кога не имаше почнато со ова, кога беше само водител и кога ќе стигнеме до тоа ниво, слободно можеме и ние така да правиме. Јас да правам или моите колеги, бидејќи му е дозволено. Многу напорно работеше, многу се докажа, многу беше вреден, никогаш не се откажа и беше секогаш свој оригинален. И го многу почитувам заради тоа. Да кажеш сега еден виц за Мицковски, еден виц за Заев, еден до друг, во рок од 5 минути ќе бидеш жигосана како небањата ВМРО-вка или како проститутка комуњара. И затоа што не можат, публиката нивна, они не се толку проблем, туку нивните народот миньони. Ќе застане, не народот, луѓето што ги поддржуваат. Миньоните, народ искрено ќе се насмее на добар штос. Некој од нив ќе застане ќе. Обично се нервирам зашто се вреѓаме, секогаш се вреѓаме со така некои малограѓанштини коментари, зашто мислиш дека ако пишеш нешто дека некој е дебел ваков или онаков ќе допреш до него, мене тоа се уште не ми е јасно, некоја била ваква или онаква, ама ете. Да сме живи и здрави сега, тоа е. Теле се учи, не може. Многу е тешко во ова време на таа насилна политичка коректност. Не смееш за дебели, не смееш за педери, не смееш за лесбијки, не смееш за импотентни, не смееш за препотентни. Све е нешто, немој така, како? Не, можеш ако го добро спакуваш. Ако е културно направено и меѓу редови можеш. А мислам дека тоа е уствари квалитет на стендап комедија, кога ти тоа нема директно на некој да му го кажеш дебел си, туку ќе го кажи од екватор или купуваш кајши. Од Еди Марфи познато стендап шоу. Се извинувам, ја ќе бидам вулгарниот вечерва, значи не да кажам директно гомноси, туку да кажам, види, личиш на преработка од храна и сфрлено од дигестивниот тракт во канализација со кафеава боја. Не, така не би било смешно. Би било смешно, извини, мајка ти да не те родила да на утвор.
Добро е ова. Тоа е уствари умитноста на создавањето на стендап Кратко jokes. и јасно да боцне. Тоа е уствари кога јас затоа велам мора да ти ја брз паметот и сега ми тикна да го направам тоа, значи мораш да се сетиш како да не навредиш никој, да биде смешно. И сега ако е паметен ќе знаеш што излегува таму. Не, паметниот многу тешко се навредува. И тоа е да, тоа е. Колку е поинтелигентен човек, толку потешко Колку ја ќе се навреди. прифаќа шегата нормално. Дури да не ја прифаќа шегата, како реагира на таа. Значи, Точно. тоа е прашање на интелигенција. Колку е пониско, толку полесно се навредува. Точно. Добро. Ја на многу нивоа тоа сум го почувствувал, ама I don't give a damn. Иначе да give a damn, ја 97-ма ќе ја завршев кариерата, така што еве ме се уште тука. Значи има шанси да протнуваш и нели се мислев некое време да ја направам сериозна емисија, зашто да го сменам името, јади бурек, па не доликуе по ова па. После не бе него менувам бренте, кој сак. Да. И мене ми е добар ескапизам. Можем да бидам сериозен, можем да бидам несериозен. Да. Кажи ми, колку во стендапот е потребно, например, нели ако ги гледаш оние ситкоми на американска телевизија, потребно е да речеме на секој 30 секунди да има насмевнување. Знаеш, она публика да се смее. И тоа имаат лайф аудиенс. Колку сметаш дека треба да иде монологот во стендапот пред да предизвикаш реакција? Има ли тука некоја математичка формула? Просто ми се чини дека има некоја. Панчлайновите обично така ги викаат во стендап кога завршуваш со нешто добро, па би требало да се тука некој на 15 секунди премногу брзо, бидејќи тоа се веќе кратки смеења каде што само ги слушаш, а ако сакаш добро и квалитетно смеење кое трае, за да ти имаш пауза од 10-15 секунди да издишеш или вода да се напиеш, ја никаде би го ставила на пола минута така нешто или на кога ќе ја раскажам целата приказна, па на крајот од минута и пол од прилика, бидејќи јас си ги сакам паузите, јас сакам кога ќе почне бранот на смење на публиката внатре што е присутна, бидејќи тоа треба да почекаш, се шири од еден на друг, на трет, па доаѓаат сите. Ама ја сакам енергијата во живо правење стендап. Секогаш објаснувам и вечерва сакам да пробам да направиме за твојата публика стендап. Да, микрофонот е позади тебе, ќе пробаме, да. Секогаш без вештачко смеење, без бидејќи тие ефекти не ги сакам затоа што никако. А знаеш дека се мислев да земам еден саундборд и овде како дека ти идеш. Тие ми е како Тоа ми е како ние американски стендап ситком серии што ги правеа како ние да сме дебили, не знаеме кога треба да се насмееме, па ајде пуштате ни смеење за да се насмееме. Аплауз, смайл. Да. Меѓутоа ја мислев така цела екипа да ги седнам овде каде да по еднога. Тоа е многу добар фидбекот, е многу добар. Во живо кога ќе се насмее публиката, ти добиваш фидбек, елан влагаш во улогата. А и заразно и тој што не се смее ќе се насмее, тоа е добро. Нели може би добро да имаш 2-3 убацени провокатори такви. Не, ама имам луѓе што ги следат моите стендап настапи, секогаш кога ќе ми се јават дека доаѓаат на стендап, ги ставам некаде во средина, затоа што знам дека нивното смеење она што ја крива публиката. Ако веќе ја не ги насмеам до толку. Кај да го најдам, имав еден другар, абе се тепавме да кажеме виц само да го чуеме неговото смеење. Да го поземиш за по стендап. Ама ти не знаеш колку е заразен. Знаеш како се смееше. Сега ќе ти кажам како се смееше. Сега ме потсети. Сега ние ќе кажеме виц, ама нема везе вицот. И сите гледаме у него. И он. И не е патос. Готово. Тоа уживо изгледаше. Не можеш рамнодушен. Најглуп виц да го кажеш, он се смееше заразно и ние само заради него. Кај е Перо? Еве Перо, добро Перо. Ај кај жуеме вица и да, ајде Перо за забава. Перо, модар си одеше кутриот. Хрчеше со носот, имаше нешто такво и беше феноменално. Не можам да го заборавам одамна. А тој треба да ти го донесе некој. Да, може да го договориме кога ќе имам настап да го ставиме, да. Или такво некој типче што онака се смее, некој заразно онака. Хај пичтол. Повлече, да, сите. Тоа е добро, тоа е. Ама тоа е она уживанција, знаеш. Знаеш зошто ме гледаш и јас се возбудив многу, зборам премногу треба. Диџокејска ти е работава. Ја истото ова што го збориш го правев како диџокеј. Добро само ги гледам и сега јас знам што ќе си пуштам, наредени се плочите и гледам, на Депеш Мод ми реагираат добро, еве го Дейвид Боуи, па еве ги Talking Heads, па ова па она, или ќе видам Get Up, Джеймс Браун идеме, Мадона идеме и така некако си се прилагодуваш спрема доле како ти реагираат. Има луѓе кои не ја разбираат другата.
се уште чекам да го доживам тоа искуство во Хрватска што беше на стендапот сега пред да одам во Америка. Во Хрватска бев Раскажи ми анегдоти, насмеј ме. На топ листи регионалисти, од цел Балкан бевме повеќе стендап изведувачи во најголемиот театар таму во Хрватска и во Загреб и беше преубаво. Имаше огромен број на публика, не ми текнува точно 600 луѓе или повеќе, нема фаќа за збор, меѓутоа прв пат на српско-хрватски правев стендап. Прво бев исплашена да не ги сгрешам падежите, па да не излезам. Исла сам, шлапнула сам. Така, на крај излезе дека баш сум сладка и фина и дека оние, знаеш, ние македонците сме како сираче, кој ајде дајте му подршка, ајде да го сакам, не се шегувам. На крај излезе да поминам баш многу добро. И тоа го сакав кај хрватите. Каде се случи тој настан? Во Загреб. Во Загреб, Да, добро. во Загреб. И беше со хумана цел, значи не беше ни платено, беше да помогнеме на дечиња за образование, супер, зашто да не. Ние како стендап изведувачи ни беше покриен трошокот за пат и смештај, плюс дружењето таму нема цена. И на крај мојот стендап материјал беше толку многу добар што половина час помина фотографирање со публиката, Браво. разговарање со присутните таму. Они знаат да го ценат тоа, плюс и кога разбра дека е за хумана цел, они уште повеќе имаат почит спрема тебе и сакаат и да те поддржат и реално сваќаат дека е терапија. Наместо дома да седиш да се расправаш со жената, со мажите, со комшијата, со кој да е. Со телевизорот, или со телевизорот, или да се јавуваш под емисии, да се расправаш со водителите. Можеш да отидеш... Јади бурек да се јави. Да си, ти, на... Можеш да отидеш на стендап, да се насмееш добро и да добиеш еден вид на терапија. Смењето е пола здравје. Тоа го има докажано научно. Меѓутоа, чекам да дојдеме до тоа ниво овде и како што приметуваш, никој не ни организира стендапи кај нас, така да и да сакат на крај крајeva. Има, например, има тезга со музика, музичари многу и така натаму. Немаме ние капацитет на кафич каде што може добро да се изведе стендап. Пак треба условията да дозволуваат да го гледаш изведувачот, да бидат овде кај нас да е поширок кафичот, да има колку што повеќе може маси, ако треба и позади столбот да не може ни да го видиш дека седи никој, ама да собере повеќе гости. Добро, колку би коштала Ивана да настапи, не знам, у Дежаву Капитол? Не, цените никогаш не се проблем, значи ја не сум никоја што не знам која цена би ја побарала, бидејќи реално јас како стендап комичар ми одговара да имам настапи затоа што сакам да го пробам новиот материјал. Материјалот не можам јас да знам дека е добар без дека не го пробам пред публика. Меѓутоа секако и дека не би настапила како што има случај во еден локал каде што се расправаше со мене газдата дека за тие пари ми вика, па како бе вика за тие пари само збориш. Жена ми вика ќе ја викнам, ќе збори за тие пари, вика без пари тој ќе ми збори. Или кога не знам, јас имам диџеј, ми зема 1000 денари и ми прави забава. Викам, да, ама тој диџеј пушта музика на винап или не знам како и може секоја вечер да пушта музика. Јас имам материјал кој еднаш ќе го слушнаш и после тоа следните 2-3 месеци нема пак да дојдеш да ме слушаш, исто тоа ти го зборувам. Значи тоа се троши. Не настапи. Не, па добро. Не. Во Македонија ретко настапувам доколку навистина не се добри условите, не е добар поводот и ако не се и луѓето со кои ќе сработувам е битно. Вау. Кажи ми, кои вака од жени стендап комичари, наши или во светов, можеш да издвоиш? Али Вонг е дефинитивно најдобрата. Ху? Али Вонг, она е или кинескиња или азинка, не знам, правеше стендап комеди додека беше во незината бременост и беше феноменална, откако се породи направи уште еден стендап, бидејќи сама кажува ретко која стендап комичарите после бременост се враќаат на стендап комедијата. Зборуваше за раѓањето на дете, процесот на чување на дете и е за мене царица. Работи неколку ситком ТВ шоу. Не можам да ја изгубам. Али WONG, Али Вонг. Вонг. Али Вонг. Елайза Шерцигер и Уитни Камингс ми се 3 девојки кои би ги издвоила што ги следам редовно и ги слушам. Супер. Би сакал да ми посочиш ова личи на имаше сега и филм снимаше, да, потсетува. Имаше и филм снимаше сега и книга издаде. Одлично, одлично. Фала ти што ми посочуваш затоа што премногу машки ги спомнав вечерва. Стварно жените ги бива за хумор и тоа поприлично и тоа би требало малце да бидат похрабри во сите тие. Ја нешто што ќе фатам од сата да е Night Life и толкова, но дефинитивно. Да, ја ако се борам на Балкан за рамноправност, ќе биде баш за стендапот. Стендапот нема жени стендап комичарки, нема. Ама тоа е до жените или
Треба ли жените да се охрабрат за такво нешто? Знаеш ли како, и колегиве со кои живеам, ретко никако повеќе се машките се дружат заедно и кога има некој случување или ти треба да пренесеш на колегава да дадеш предлог да го викнеме тој, да го викнеме овој, и понекогаш забораваат дека имаат и колешки во стендап. Они се како, знаеш како порано малите, само машките ќе се дружиме, девојчињата не ги играме. Тоа уште се случува, тоа се случува и со дело мои другари кои ќе ми речат да излеземе во град, ми кажа за шмиги ќе ми прешме овој, со тебе ќе излегувам. Они така валјда и во стендапот повеќе се држат заедно, кога девојчињата не ги играме. Меѓутоа, еве, кога беше Хрватска, бев баш една од причините поради која што влегов во тој круг беше заради тоа што Пејџа ми вели, као, немаме девојче, вика, дај малце да умишаме некој девојче, вика, се мажи, вика, вака на плакарот. Сурушана. Морам да признам дека доаѓа една ренесанса, се случува во македонскиот народ кој беше многу загушен, не можеше на улица пред неколку децении да го сретнеш, не можеше реченица да срочи, за разлика од Белград и Загреб, каде што можеш да најдеш било кого, било каде и да ти одржи лекција невидена. Тоа се два народа, српско-хрватски говорно подречје, тоа е неверојатна ослободено либидо, величари невидени. Дали за хумор, дали за цинизам, дали за све, како што британците го имаат цинизмот она во ген, да ти рече добро вечер и да се осетиш навредено, као да те посипал со камион, со балега. Сакам да кажам дека ми се допаѓа тоа што се повеќе и повеќе се охрабруваат. Уште го бараме модусот на оној наш хумор од каде ќе го извадиме, иако ние го имаме еден Итар Пео, кој ја мислам бољи символ, подобар символ Македонија не може да има. Меѓутоа тоа не е стендап, тоа е веќе хумор, само хумор. Пак ќе кажам, стендапот тоа е основа. Спаѓа во хумор, меѓутоа стендапот е раскажување на приказна на смешен начин или кажување на вистината на смешен начин или коригирање на општеството и случувањата во општеството, ама на смешен начин. Одиме со твојата втора книга. Вети ке ме сакаш. Значи, на совршениот странец во втората книга му викаш Вети ке ме сакаш. Толку ли си несакана, Душо? Јас сум многу сакана. Искрено сум многу сакана. Па многу драматичен ти е насловот на вторава книга. Да, се шегувам, извини се, морам Не се служувам со тебе, точно, па не. И тоа е емисијава да ги расположиме гледачите. Насловот е драматичен, меѓутоа книгата, како се шегуваат моите читатели, читателки, треба да оди со пакување на марамици шамивчиња, бидејќи е најтажното нешто што сум го напишала до сега и е книга која најмногу луѓе ми се јавија и не можат да зборуваат од плачење и со земање од како ќе ја завршат. Потажна книга не можев да напишам и да сакам. Дема Ивана, бе, дема Ивана. Ама првата е весела и среќна. Секогаш мора да има баланс. Не може сите да бидат среќни книги. Што напиша овдека? Прохујало са вихором. Напишав... Gone with the wind. Не, напишав, обработувам... Frankly, my dear, I don't give a damn. You need to be kissed by someone who knows how. Еден од моите омилени филмови. Станува збор за девојка која пати од депресија, ама зборувам за клиничка депресија, не е депресија која може да се лекува, да. Значи тоа е сериозен проблем во општеството, депресијата. Ја обработувам длабоко и сериозно пристапувам на неа како нешто што го приметувам кај луѓето. Добив коментар од психијатар кој ја прочита книгата и ме праша дали сум била во болница да ги наблюдувам таквите случаи за да ја напишам книгата така, или сум имала некој близок што пател од тоа. И баш му реков, мојата реакција беше како не бев во болница да ги гледам. Не си се консултирала со професионалец? И он беше изненаден као, вика, психозата и самата, вика, расстройство на болест имаш премногу реално доловено. И ми вели како успеа во тоа. Му вратив со тоа што колку и да звучи тажно, само ги наблюдував девојките или жените околу мене. Многу сме депресивни. Да не си ја читала прекината психотерапија од хрватски автор? Не, буквално беше искрено напишана за нешто што го приметувам кај многу девојки и жени. Нешто што веќе мислам дека треба да повлече некој црвена сјаличка, бидејќи се повеќе имаме луѓе кои се депресивни кај нас. Пошто ми го пепло са концептов да правиме мајтап и така. Не, ова не, за книгава не можам да правам мајтап, бидејќи премногу сериозно содржина обработувам. Ама ако сакаш со стендапот ќе смениме веднаш. Што забележуваш кај девојките денеска? Забележувам неможност да се фокусираат на самите себе, се фокусираат само на мажот.
се фокусираат на притисокот да се мажат, на притисокот да родат, на притисокот да удоволат, а се забораваат себе си. Кај мажите забележувам притисок да бидат успешни, да бидат богати, да бидат таму каде што зацртале во главата. Ако не си го прават сами тие притисокот, нивните најблиски го прават притисокот и од тоа се создава таа анксиозност и буквално седиш дома и не си ни продуктивен, ти не правиш ништо корисно, ти сам себе се дотепуваш и си велиш зашто не си ваму каде што рече ќе бидеш, зашто ништо не, а буквално не правиш ништо, нема да со мал прст, седиш само и уште толку се дотепуваш и на крај се дијагностизираш себе си како депресивен и одиш и бараш антидепресиви. Што е по тебе лекото? Збори обширно за темава. Ја наскоро ќе имам и професионалец на оваа тема, па ме интересира. Јас како не професионалец би кажала, затоа и ме интересира. Фокусот е дека секогаш треба да се малку усврнеш на себе си, како да се направиш подобра верзија од тоа што си. Да се најдеш каде си бил, каде си сега, каде сакаш да бидеш. Да, ако ти се случува нешто тешко, наместо да се фокусираш и да се сожалуваш и да се фокусираш на тоа, направи ги сите тие работи што си сакал да ги направиш, што ете можеби претходно си немал време. Луѓе ќе излезат од брак, ќе се разведат или ќе прекинат врска и почнуваат да тажат и да размислуваат за личноста што ја изгубиле или ќе доживеат нешто такво. Наместо тоа, што си сакал да направиш? Си сакал да магистрираш, си сакал да патуваш, си сакал да завршиш курс за јазик. Направи го тоа, направи нешто подобро за себе, за да бидеш подобра верзија од тоа што си, бидејќи на некој не пише на правило, работите почнуваат во животот да ти се средуваат кога ти сам себе ќе почнеш да се средуваш. Во секој случај, не ги туркај, знаеш она, ако сакаш, ќе успееш. Таа приказна што ја продаваат овие кешбек картици, до овие разни пирамиди. Ако си упорен, ќе успееш, ако упорен... Не, биди задоволен од тоа што имаш, ако си имаш мерак за нешто, прај си го. Прифати се себе си, ако сакаш да си во просек, ворете и тоа, само биди среќен. Да си просек. И да си под просек, исто точно, и ако сакаш да си малку интелигентен и попал. Само е се додека си ти среќен и се додека не правиш нешто лошо за луѓето околу тебе и за себе си толку. Интересна работа. Илина е млада и талентирана сликарка која ќе загуби љубовта на својот живот заради своите погрешни животни одлуки, ќе заврши во брак во кој нема љубов. Дали на крајот ќе успее да се пронајде својата среќа и конечно да биде со мажот кој го сака. Вети ќе ме сакаше, приказна која не учи дека животот понекогаш не дава втора шанса. И не само тоа, луѓето трпат, дури жените трпат и насилство, затоа што помислата да останат сами им е пострашна од што да живеат во лош брак. Тоа е една патологија кај жените, бидејќи се уште се мисли дека жена која нема да биде во семејство и со маж покрај себе е неисполнета жена. Инстинктивно да, сите си ја сакаме реброто назад и затоа ја имам жена и се е тоа убаво и така натаму. Да, ако не се исполно притисокот да се прави на луѓето така. Во Америка го нема тоа на пример. А под притисок кога си негде ќе пукне некоја дизна. Ќе кикнеш или ќе избрзаш како што били книгата ќе влезеш во брак без љубов. Кога ја издаде оваа книга? Книгата излезе во август, не, извини, во јули, крајот на јули оваа година. Не е страшно, да. Сега пред неколку месеци, баш пред моето заминување за Америка излезе, после неколку дена веднаш заминав. И сега откако се вратив добив убави вести, информации за тоа дека се продава, читана е, барана е, имам добри реакции од читателите. Матица, убаво мириса. Ти честитам. Ти 2 книги за колку време? За 2 години отприлика. Браво, Ивана. Браво. Планот е секоја година по една. Барам сакам така да биде. Одлично. Америка. But why? Америка беше многу интересно искуство, нешто што се појави од нигде никада, нешто што вклучи можност за стендап комедија и за книга. Беше од луѓе кои знаеле за мене, знаеле од човек што знаел за мојот труд и напор да направам нешто овде и неговата реакција беше зошто да не пробаме да го направиме тој надвор од границите на Македонија. И за човек кој сам направил овде се, мене ми беше она како буквално изненадување, бидејќи сум научена сама да се борам со се. Не сум научена некој да ми рече. Као? Мамо, ти ли си? Се шеко. Јас ју ќерко се преоблекам како Јанко, да ти кажа, мажи го, морземи го. Тој човек кој го разбира квалитетот и бизнисот и го има сватено и американскиот принцип на работа. Значи, ако нешто е квалитетно и добро, знаеш дека и ти ќе имаш профит од тоа
И тој што го работи тоа и сите се среќни и задоволни на крајот. Отидов во Чикаго, бив таму 2 месеци, 2 плюс минус, не, 2 и нешто, значи околу 2 месеци, 10-15 дена. Видов што значи да живееш во Америка, видов што значи можности кои ќе ти речат се што ќе замислиш се остварува. Добив неколку понуди за издавање на книгата. Разгледавме најдобрата опција, добив понуда најновата, Вети ќе ме сакаш. Да, добивме предлог за дека би можела да се сними филм по неја, кога го добив тој муабет на телефон, кога ми се јавија буквално со понуда да се работи книга. Ти клецна на джињата. Ја бев како никој ме зафркава на телефон, веројатно, као ова е скриена камера ми правите и беше човекот као јас сум сериозна, сите се сериозни, ти не си сериозна. Па морав да му објаснам дека доаѓам од Македонија, дека овде многу е чудно такво ништо да се случи преку ноќ. А како не, ке ти поверувам, си му рекла од Македонија. Нема проблем, знаеме каде. Си му објаснувала пола сат. Која на еден филипинец што ми се допишуваше. Вика, и добро, од кај си од Македонија? Кај е тоа? Не, знаат, и му вика, знаат му каде е Европа. Македонија. Добро. Имаме толку големо заедништво на македонци во Америка што знаат каде е Македонија. Македонците знаат каде е Македонија. И американците знаат. Знаат, нема проблем со тоа. Ама ми се отворија многу големи врати и можности, јас едва и чекам книгата да излезе на американскиот пазар, па ќе видиме понатаму. Многу ми е гајле за книгата стендапот што направи таму. Стендапот, работата како стендап е малку покомплицирана во Америка, бидејќи станува збор за сосема други критериуми со документација и тие работи. Јас прво сакав да се фокусирам на издавање на книга, па после понатаму потом бидејќи веќе имам документи. Пробали стендап таму? Не можеш да пробуваш доколку не е регуларно сето тоа со документи направено. Дури не можеш ни да зинеш таму ако во немаш Америка зелен картон. Да си поканет на роден ден, не смееш да се качиш горе на бина. Што ти пише на маицата Тито? Тито. Тито пише. Не пишува Тито. Чекај да ставам на очарите. Него имам фатено Тито. 89-та сум. Многу убаво. А како се вика другата? Стар вице ова. Стар вице. Не е мој. Добре. Океј. Добре, ако е добро. И не можеш ни на роден ден да настапиш ако ти немаш дозвола и ако тоа не е пријавено дека го правиш. Америка има еден правен систем каде што се регулира по правила, прописи и не смееш да излезеш лево и десно од тоа како што треба. И ја не би ризикувала да изгубам мојата виза за да правам нешто што не е по прописи. So, what's your conclusion about United States of America? On English? Јап. Не, ќе треба да не сабтайтл ќе треба да прават. Ако збори на англиски, ајде да те видам дали ќе те биде тебе за USA. Мене не ме бива, тоа знаеме. I have already been on a couple of stand-up shows speaking on English, so I'm good with it. Where? And I'm in Germany and in Bratislava. Really? Yeah. I So did my how- stand-up comedy for thousands of people there in Bratislava and from all around the world. I'm very good with my English also in the United States, and I was like, welcome there, like welcome home, because What was the material? the material of the stand-up is Yes. always clean humor that can be heard from all ages, even for children, because I don't want politics, I don't want religion, or anything that is too sexual. So what is left in between all this? Многу. Не можеш ни да замислиш колку многу. Стварно? Многу, да. Значи, Толку многу материјал има исфрлаш што... религија, исфрлаш силна сексуалност, значи она Вулгарност, да. Исфрлаш политика. И што стане? Мислам, добро, окей, те разбирам. Многу те има, разбирам. само во еден автобус да се качи човек во петка да се повози малце по Скопје, ќе си напише на квалитетен И материјал шо? за стендап. Па за петка да се возиш 2 станици и ќе слушаш за Али Ахмети, Да. за Груевски, Не, за Заев, за ќе го Макрон. само јас не ги слушам. Јас го наблюдувам нивното однесување. Што заклучи еве која се врати, на пример Деноеве, која се врати? Со еден збор, што би рекла? Јас веќе таму направив еден клип на стендап кој вирално се прошири многу. Кажав како колку ми е мило што сме толку грижлива нација,
кога ќе отидеш во странство и они тебе ти пишуваат пораки од каде пари за да одиш ти таму, кој те спонзорира, имаш ли Кој ти е некој таму. швалерот? Се е тоа љубов. Значи не треба тоа да се сваќа погрешно. Тоа се грижат за тебе луѓето тука, те мислат. Дали ти е убаво на тебе, се секираат за тебе. Дали имаш у тој хотел своја соба? Бев разочарана од американците зашто никој не ме праша дали сум мажена, никој не ме праша дали имам деца. Тоа е како може да не ти е гајле. Тој е толку хладнокрвен народ, толку се они ладни, не ги интересира твојот приватен живот. И мене тоа ми е, ти не покажуваш интерес за мене, значи не ти е гајле, не ме сакаш. Ние овдека имаме топлина, ние тука имаме една колешка Сандра, прави ненормално добри стендап клипови, она беше уште подобра, левал погоре, вели не сакам бре да се возам у Њујорк во железница или во автобус, вика никој никого не гледа, вика земала плети, вика у автобусот. Сакам да ме погледнеш како сум облечена, па да се гледаме, па кој прв ќе спушти поглед, па тој да биде па и се треба. Сакам накриво да ме како накриво видеа каква е оваа Руспијава за никаде. Сакам на швеѓаниве да им објаснам, не ова моја, само да потенцирам ова е незино, вели нема завеси дома, ние купуваме, кажав дека не е моја, ние вика купуваме двоглед за да видиме што има како комшиите. Овие не се интересираат ни завеси, немаат што никој не гледа како комшијата дома. Кај мене беше мојот, че бев изненадена од продавачите во маркети, тоа исто го објавив на интернет. Еве ти за политика? Еве ти го за политика. Буки кога го фатија со 2 милиона у руки, како удира рекет, прво прашање, знаеш што беше? Од кај му се париве на орце? Најбогатиот човек во Македонија. Гледаш каква грижа и љубов има народот. Тоа е љубов, ти интересира човекот дали има пари да јаде, да не е гладен. Со ајва роцирање дали може да си купи. Што ти е тебе злато? Стојам у Тинекс маркет и му викам, те молам од пршитава, тенко и сечеми 50 грама. И до мене вика, пршута ќе јадеш. Си знала па пари бе дебел. Буквално вака пред жена ми рипам, ќути ме, викам, остави го. Гледаш стварно дека се грижи, викам, да, тоа е љубов, тоа е ljubов. Исто, пример, во Америка, каде да влезеш во маркет, продавачите се насмејани таму, жив, среќен, ти што си влегал у маркет, да работи нешто. Кај нас, па стварно мислам, кој ќе влезеш кај нас, она те гледа така, ама не она намкјореста, или не е она ни расположена, она е платена да работи таму, не да ти прави муавет кој во Америка. Како си, шо правиш, добра ли си, како ти е денот? Мислам, ти не си платен со мене муавет на каса. Дојдете пак. Така? Кој е тоа? Што е? Тоа кажав, ние у Македонија се професионалци на каса. Не се смее, не те прашува како си, доаѓа, не ти прави муавет, те гледа накриво, куца и па тој е работа, за тоа е платена, не се смее. Па како? А не тука што е? Што викаше другари ми од Лондон, вика, ми се повраќа од овие. Што е, вика, викенд кој ќе дојде мртвило, вика, работам, вика, у ресторан со 50 души. Have a nice weekend, bye bye, love you, have a nice weekend, bye bye, love you. Сите, вика, па вика, у понеделник кој ќе дојдеш, вика, поздравување, how was your weekend, па гушкање, бацу, што личи бе тоа, бе? Жени на вика, жени. Доаѓаш, вика, кај нас на работа, вика, што е бе стоко, овдека, ние сме 5 души, 4 не разговараат меѓу себе, затоа сме успешни како? Јас можеби 8 месеци немав излизано во град, овде во Скопје, пред идам за Америка, идам таму во Америка, одам во женско веце, па комплименти добиваш, па убаво си облечена, па ова другава косата е била убава, па убава на шминка. Па тука жени, оно, и нема ли никоја накриво да те погледна, па да искоментира на другарка како си облечена, па да те гледа, па тука дојдов во Македонија и се усетив одма, онака убаво ми дојде, влагам у ВЦ, така една девојка целата со усни, со ботокс и со све, застаната на огледало и викам, оти го блокираше влезот за да влезам во ВЦ. Викам, ќе влегувате во ВЦ или на огледало? Не. И тоа викам, извини што те прашав, ја од Америка се навикнав фина да будала бидам. една, срам да ти е. Значи, тоа срам да ти е, да кажеш извини, сакам да влезам. Како извини, само помини си она. Зашто тука ние сме, зашто велат сите кај нас македонки на Инстаграм и на Фејсбук се манекенки. Па не само на Фејсбук, и по улица кога оди, она оди како манекенка, она е со крената глава, она е не гледа пред неа, она оди вака. Па не може целулитот позади се влече се. Ние дури жениве тука така се движат, она па сама ќе останеш, сврди се лево десно, може има некој убав ќе ти се засвеѓа. Знаеш што, Ивана, тоа е процес на еден загушен народ кој не се ослободил. Гледаш, ние се гушиме у
смог, ама сите возиме кола. Зошто? Неизвозени сме, неизживеани сме. Данците знае дека у секое време он може да си купи Мерцедес S класа било кој, ама одбира да вози точак. Холандјанецот вози точак. Да. Ти од Скопје до север кај сакаш, абе ќе ти го вози најсмрдливиот Мерцедес, само што да е поголем и така натаму. И ја би возила така точок во Македонија, ама не ќе да умрам по улиците. Да ме видиш ја како возам со хазмато дело, Мислам, мајкат ми фаќа. Мислам дека и тука има дел и општеството, мислам и државата улога. Значи, Ќе изгинеш со точок кај нас. Се е неизживеаност. Значи ние треба да ги пробаме сите чоколади за да се вратиме, претеравме. Значи да имаме харање на диабет, па да се опаметиме за здрава храна. Ние сме неизживеани. Ние пред 20 години ги добивме првите супермаркети, вака стоевме како Алиса у земји чуда, ги гледавме рафтовите, научени од центро. Може би и тоа, меѓутоа сме сиромашни, измалтретирани, испокрадени, изманипулирани, испоизлажани. Лексури сме. Self-destruction настроени. Нашето да го плукаме, да го вреѓаме, научени сме да не креваме мал прст за да направиме промена, научени сме некој друг да дојде да не спаси. Ние сме принцези. Може би тоа треба да се смени. Тоа е сиво право, бидејќи вакво понашање, тоа значи дека во минатото ние не сме биле робови. Ние сме биле владетели, ние сме биле аристократи. Ние не сме учени да се тепаме. Ние сме учени на двор вака да се оговараме. Би признала само дека сме многу интелигентни. Навистина сме многу интелигентни и снаудливи. И терпео. Тоа се примитува секаде. И терпео. Од Балканот сме посебна вртва. Тука би До кога си тука? Се надевам дека малку сум тука. Се надевам бидејќи ми се брза да се вратам назад поради обврските со книгата. Во Соединетите држави. Да, би сакала да се вратам побрзо назад за да може да го процесираме делот со книгата. Точно кога ќе биде тоа, се уште не можам да кажам. Дали тоа значи дека веќе има копирајт материјалов? Не, тоа значи дека веќе е преведена книгата и сега е делот на средување на лектурата и нормално шминкање на, бидејќи колку и да е добар преводот, секогаш мора професионалец да си го доврши својот дел. Excellent. И значи највозбудливо во сево ова дека има шанси да се сними филм по ова. Не има шанси туку ни како беше муабетот ако излезе декември, како што планирам да биде и би сакала да биде, да некаде после јануари би можело да се направи филм. Барем еден од издавачите ми го направи тој муабет, дека обично после еден месец по излегувањето на книгата. Меѓутоа, од искуство за тоа дека не е нешто што може да се ограничи со рокови, секогаш ќе постои нешто, ќе се врати на корекција кај мене, јас ќе имам некоја блокада и слично, бидејќи пак морам да го преведувам и преводот на тој пазар таму. Јас се надевам искрено дека само ќе биде брзо. И дека за девојка плавуша од Македонија 89 година, која се занимава со стендап, која се занимава со естрада, скоро цел час и те чувствувам, нема да те држам 120 минути, ама поисполнет муабет не сум имал од една дама која од естрадата да ти честитам. Не е случајно, значи ништо. Ја баш се радував дека 120 минути ќе си правиме муабет. Зашто ми кратиш сега? Затоа што не можеш да влезеш у политика. Сакаш да збориме, што тоа те прашав 3 пати. Што не тоа е условот? Ама не е условот. Нели збориме зетгејстот. Што ми рече пред да почнеме? Ама не уствари тебе. Се чудев што се дешава, додека не отворив. Дека јас имам многу јака конкуренција у стендапот политичарите овдека и ти затоа сакаш и политика и стендапот. Едно друго се многу слични кај нас. А нас сексуалниот живот ни е поврзан со политиката, бе душо. Ти дали знаеш? Ја додека не ги облечам моите шорцеви со македонско знаме, ја нема да добијам тоа што ми треба. 2 месеци. И додека не кажам да живее Македонија вечна. Еве датумот ти го донесов. Значи, јас стварно не знам повеќе што да помогнам. Шокираше ли кога го виде тоа со датумот? Ми рече дека не знаеше што е. Не знаев што е. Искрено да, значи кажи ми како ти изгледаше тоа кога го отвори. Вака, вратена сум, нема ни, не знам, 5-6 дена може сум вратена. Не знам ни јас колку време сум вратена, ама бидејќи 7 сати сме разлика, се уште сум не можам да се биоритамот. Да, и 2 месеци таму и тука доаѓам, не знам ништо што се случува. Ти ми викаш датумот, ми излегува на златна книга за француска амбасада пуштала водичка. Отварам Твитер, Фејсбук, Инстаграм, читам и на крај ствари сватив
кога го видов турчинот како продава сладолед и како го зема топчето оние уличните продавачи на сладолед, дети го дава, дети го зема и како беше и него датумот. Тоа од кај тебе го видов, видеото со сладоледот. Гледа, што ми праќаат за тебе. Одушевен од тебе, Туша колку е и убава. вика, молим те, вика, замолија, гледа сега, македонско знаме и убаво маче, свети прави, вика, замолија, вика, умрени сме, вика, уживаме во интервјуво, вика, со девојка, вика, замолија стендап да направи. Може. Ќе пуштаме джингл ништо или треба директно да се прифрлам на Не, на чекај уште малце, Ајде, стримна сум. Хуморов со датумов ја надминува политиката. Ова станува, како да ти кажам, рижото. Ако може едно рижото за мене, со што? Со датум. Со датум. Едно кафе со датум. И тоа ти е сега веќе ја надминува политиката, тоа станува секојдневица. Ама мора да ни се признае дека сме добри што си правиме вакви шеги на наша сметка, а толку е тажно. Маче, више нема дейт, има датум. Така, јас сега ќе викам датумот одма за свадба, мајка ми да вика кој ќе се мажеш, датум. Гледај сега датумот, мајка ти кој ќе рече, датумот. Ќе реко видели колку е битен датумот. Датумот. Сега сум веќе утек, упатена сум. Седнав денеска прв пат, не знам после колку време, читав политика. И што заклучи? Дека насанкувам. Дека ми е чудно како толку малку пиеме вино овде во Македонија. Како не сме позависни од алкохол. Па изгледа ти не си прошетала по Македонија. У Македонија не се пие толку вино, али ракија. Ракија повеќе, можно нешто појако ти треба, да можно. Знаеш како, клучната реченица на Трендо беше оној кој остане нормален овде, тој не е нормален. Или она се пресенето не е зашто се иселуваат, него зашто остануваат во Македонија. Веро. Еве го куферот позади мене. Да, и мене никој не ме пречака овде да ми рече Леле, добре дојде, да видам. Што се врати, мори? Зошто се врати, мори? Викам, добре, извини што дојдов. Извинете што дојдов. Као, што дојде? Еден не ми рече, супер што дојде да те видиме ни фалеш. Што се врати, ма ти си будала, никој не се вратил, ти се врати. Не можам да им објаснам на луѓето дека сакам да направам нешто и овде, и таму, и во Европа. Не сме Европа уште, така немаме датум. Па не знам, 2 месеци бев отсутна, не знам што се има случувано. Да не сме влегли во Европа меѓу време. Мада не сме. Чисто сумњам. Кога ти се јавив по телефон да те поканам, ти реков добре дојде. Знаеш дека не сум го запамтила. Па не можеш да го перцепираш од толку што си дошла. Да, не можеш. Па и ти, Боже мој, добре дојде. Зашто така ме пречекуваш од на тебе проблемот? Ми знасме за сите пари, фала. Добре дојде, ми вика. Совршениот странец и вети дека ќе ме сакаш. Двете книги на Ивана Наскова можете да ги најдете во книжарниците низ градов, ако ве заинтригиравме. А сега, после кратката пауза, Ивана има спремно еден стендап материјал, така што во следниот кадар кој ќе се вратиме ќе биде само она со незиниот материјал, да видите од прилика како изгледа сето тоа. Одиме со реклами. Првиот момент во Македонија кога дојде заменување на името, мене ми дојде малце чудно зашто сите се потресоа што ќе менуваме име, од причина што јас веќе не знам од како наполнив 22 години, мене ми е променето името. На 8 години јас не се викам Ивана, јас се викам кога ќе се мажиш. Не сум се побунила против тоа, се навикнав. Влагаш на фамилиарна прослава, подаваш рака, здраво, како сте им викаш, и они ти прават кога ќе се мажиш? И викам, добро, ми го сменија луѓе во името. Така си се викам. И сега дури јас си влагам сама. Здраво, кога ќе се мажиш, вие како сте? И мајка ми тврдеше дека не се мажам од што не сум чистела дома. Као морало да исчистиш. И јас си викам, може женава е управо, ако ја исчистам собата, може и муж ќе си најдам у неа.
Може и кучето ќе го најдам, наводно пред 3 години избегало. Може и да не е избегано, ама треба да ја исчистам собата за тоа. И сега, кога сум видја кај чистењето, има 2 вида на жени домакинки. Првиот дел, но ние домакинкиве, влагаш дома кај нив. И како влагаш чисто свети станот, научари за сонце ти треба за да влезеш. И она отвара врата. И ти прави, извини на хаос. Малце реновираме по дома, стварно извини на хаос. Ова сија внатре. И јас си викам, жено моја, ти кој ќе дојдеш кај мене на гости, ја ќе ти отворам вратата. Извини на хаос. Куќата се гради. Ние, например, по дома, кога ќе ни дојдеа гости, очо толку не ни е исчистено, пример има жени, они се среќни да им дојде некој на гости. Комши, дојди на кафе, се дера од балкон. Ела, ќе стам кафе, торта има. Ние кај нас, ние од толку кога некој ќе задзвони на врата, што гасевме сијалици, трчаме по стан, под кревет се пикаме од прозори да не ним. Никој да не те види дека има некој дома за да не ти дојдат гости, не ти е средено. Од толку што се криевме и што беше тивко по дома, кратци влегоа, доека бевме ние у куќата. Од што мислеа дека нема никој дома, влегоа да крадат. И не гледа легнати по земја сите. Шо правите бе, вика луѓе, шо правите, мислев нема никој, дојдов да крадам. Лежи доле. Таска сака на кафе да дојде. Прашина немам избришана. Тоа е кај мене. И плюс, да ви кажам искрено, имаше пред некое време кај мене у зграда проблем. Влага, кратци по станови крадеа. И се собрале доре постари тетки жени и си прават муабет пред лифта. Леле, у сите станови влегол да краде, у сите станови влегол да краде. Има ли стан кај што не влегол? И се врти таа кон мене. Кај тебе комши ќе влезе ли да краде? Мене едно незгодно кога ми дојде. Ќутам. Ивана, влезе ли кај тебе да краде? Абе, не знам, ми викам. Не можеш да приметиш дали влегол. Увек ми е такво расфрлано. Од кај да знам, може влегол, може не влегол. Имам дури филм дека ако влегол со колегата му вика, абе брат, да не бевме ние веќе овој стан, Да не влеговме тука у станов, па дури некојаш кога ми е почисто у стан, си мислам да не дошле, па прво подзачистила, чисто да се ориентира, да се снајде шо кај е, како ќе крадеш ти ако не знаеш кај е фиокарот, ако е фиокарот покриен со алишта. И така, и код демек немало да се омажам. А си викам на себе, па, нели, датум сега ќе барам поново за мажање, и кога ќе дојде датумот за мажање, имам план како да се омажам. Ви текнува ли дека овие жениве што носат она ташнато, не ташнато е куфер. Она избегала од дома. Куферето е каква ташна. И доаѓа она со ташна, ја става на маса. Ја дојдов. Шо ма дојде? Од дома да не ти избрка. Овој нема ни пивото место кај да си го стави, она ташната ја ставила на маса. Шо носиш у ташната? Другарка ми за помоќање. Кај се видела жена сама да оди по веце, си ја носи другарка и внатре. Она со таа ташна може да се всели дома бе. Ти ќе ја викнеш на кафе, она иде со ташната, так, седнува, вади од ташна, кревет, книга, кучето, мачката, другарка и да потпише ко сведок. Готово. Додека се свртиш, она ти се преселила, ти толкава е ташна внатре. И освен тоа, па и знаеш зашто не ќам да се мажам. Многу се разведуваат. Еве, последното беше, демек, зашо се развела, маши со тешки повреди завршил у болница. И како бе? Па тенџериња, џогер и кофа за чистење и дал за 8 март. Па не е крив човекот. Сите реклами на телевизија се за 8 март. Попуст на тенџерињата, попуст на џогерите за чистење. Купи, не знаеш што да купи, тоа се рекламира, тој и купил. И се разведоа луѓето. Ама знаеш што се нервирам? Се нервирам кога ќе се разведат, пример, мажи, жени, и се жена се разведува и го отвараш весникот и на весникот на насловна страна. 20 начини да надминете депресијата после вашиот развод. Отвараш мушко списание. 20 начини да прославите после вашиот развод. Таа е клучната разлика, е тоа. Ја мислам дека, знаете, нели ние накитуваме за време на свадби, она куќата се кити, дворот се кити. Ја дека сум од Свети Николе, цел град ќе го накити мајка ми. Од Мерак, со се новиот автопат до Скопје.
шо е еден автопат да го накетиш? Керка ти 30 години не си омажила, кити го цел град ќе се дигне да го накетат. Само да ме омажи. И освен тоа, имам такви тетки и баби и стринки што се радуваат да ми дојат на свадба, што ме ќе облечат таква халина светкава, што немам потреба да платам у ресторанот за осветлување. Баба ми ќе ја вртам под рефлекторот. У фустанот. Так, вака, врти и она ќе осветлува. Тоа е таа радост. Мајка ми му викаше на едно од моите поранешни врски, така што мислеш у брак дека ќе заврши, вика, земија, не се секирај кога ќе туркате на врата, вратите сами се отвараат кај нас. И он ја гледа и вика као, ова, мајка ти очајна да те дае. Не бе, му викам, стара е куќата, затвараш една врата, сите се отвараат. Кога ќе треснеш таа едната, овие други се отвараат. И да доеш да буткаш на врата, нема пари потреба да даваш, она отворена е вратата, зјае. Фура, не може да се стоплиме зимно време, ладно ни е по дома. Не се очај сами отварале вратите. Имаш еднаш прочитав едно списание за совети како да се омажеш. И она вика, изненади го на работа. И ако е невработен, и ако е у јавна администрација по кафиња цел ден, како да го најдам у канцеларија да го изненадам? Не може у кафич да идам пред сите таму луѓето. Тој на кафиња е цел ден, шо да му правам? Или, као беше, зачинете во спалната соба, играјте ролплей, облечете нешто, облеков невестински фустан. И овој ме остави. Па нели е ролплей тоа? Невестински фустан, сакаш да си играме, ќе си играме. Зашто да не? И не знам, мислам дека имаме таков некој притисок за да бидеш ти домакинка, да знаеш да готвиш, да знаеш да исчистиш. Ми вика мајка ми, па децата мори, вика, како ќе ги чуваш ако не чистиш? Абе викам, на колешкиве мои што чиста цело време по дома. Секој втор ден детето е болно. Па како да не ти е? Имунитетот што да создаде? Од што да го направи тој имунитет? Сија кај тебе дома. Сија. Малце пушти прашина. Дедо ми го ранеше, брат ми ќе му падне на земја, вака се тресе лажичката, па пуста. Еве го мажиште 2 метри, ништо не му фали. Се потресувате многу. Ја еднаш исчистив по дома и завршив на итна помош со доместос у мене, па ми викна психолог, па психијатар, па ќе сум се самоубивала. Чекајте, бе, викам, луѓе ги помеша сунгерчињата. Кој ќе се ги смешав со тоа што чистев у веце, ги избришав садовите и ќе се самоубиваш. Не ќе се живеам у Македонија, што нели ми е тоа доволно. Сега плюс и да се самоубивам, сламдет не можеш да правиш. Имаше еднаш реакција, отидов на една другарка на кафе да ми гледа на турско, нели кај нас тука, ние судбината си решаваме по гледарици. По кафе ќе сврти комшиката, ќе ти каже, ќе ти стигнат пари, и ти не мрдаш мал прст да работиш, ти кажа, Ленка ти кажа, пари ќе имаш. И седиш и чекаш да доеш парите. И она ми вика, имаш дечко, имаш пари, имаш патување, имаш многу убав период. Чекај ме, Ривано, не е ова твојот филџан. Па не е нормално дека не е мојот филџан. За мојот ли ќе биде? Оваа другава отида на гледарица, ми доаѓа, платила 1000 денари. Шо ти му, викам, кажа? Дека не ме сака, дека заслужувам ја подобро. Викам, сега мене 5000 денари, 5 месеци ти го зборам истото. После си викам, чекај бе, може сум ја видовита, ама имам еден многу огромен проблем со тоа што не сум мажена, за кола која возам ми треба муж. Правило, кога возиш кола, е да имаш маж со тебе, затоа што отидавме во еден трговски центар, паркиравме, 15 минути се вративме после, баравме да го најдеме паркингот, кај сме ја паркирале колата. Еве имам асистенција. Благодарам. Ова би било сега со публика кога се смеете вие. Лека со вино. Да, може да е водка. Еве и содржината овде. И паркиравме во трговскиот, излеговме, пазарувавме, се враќаме. Не можеме да најдеме кај сме паркирале колата. Па така викам, кога муж не земаме со нас, го зимаш да памти кај си паркирал. Друг пат отидовме пак на излегување, испивме една чаша културно, се враќаме да ја најдеме колата, пола саат бараме кола, после ни текна. Со такси дојдовме. Ти треба муж за кола. Втор пат паркиравме едно тесно местенце тука и ти знаеш како жена која ќе се заинати нешто.
Шо, нема да ме собере? Не знам да паркирам, ќе ме собере. Влага на паркингот, ај отвори ги вратите се. Ама битно не собра. Излеговме од гепек. Тој кога се качи внатре у колата, сигурно си има чудено како имаме излезено овие што беа другиве паркирани. Што ти е гајле? Битно е дека ти како жена си останала на своето. Си останала и си се паркирала и те собрало. Нека ми каже после некој дека не знае жена да паркира. Имаш уште една ситуација што исто маживе како предност ја имаат. Они никогаш сами себе не си даваат лоши комплименти. Кај си видел ти муж на муж да му вика дебел си? Кај си видел ти муж сам на себе да си вика никаков си? Ти си викаш дебела си, ваква си, онаква си, он си вика братче каков си згоден, можеш да имаш и жена и швалерка и девајка. А ти шо? Се убиваш самата себе си со лоши комплименти. Малце треба како мажите да стане. И треба една многу важна лекција да научиме. Вика другарка што туку мажена, ме наљути муж ми многу. Беше у кафана и не се врати до 4 сабајла. И вика ми ти шо направи? Го казнив. Како го казни? Една недела муабет не му правев. Викам си го наградила. Награда се вика тоа. Затоа викам се е по кафаните ни до 4, до 6 седи. Чека цел месец да не му правиш муабет, за да може да те казни. И жените се менувале у брак. Се менувале затоа што конечно не е гладна, може да јаде. Додека сте дечко и девојка се труди да е слаба, да е витка, мидер има стаено, не може да диша од мидерот. Знаете што е мидер? Направа за мучење на жени. Ја еднаш го соблеков мидерот, го оставив од дневна, дојде дечко и ми вика: бенкичките од внукти, од бебето останале. Не му викам, мидерот ми е тоа. И ти додека го носиш, не јадеш, не можеш да збориш, одвај дишеш, ќе се угушиш, не пиеш, и он си вика, ова е совршенство, ќе ја мужам. А ке се омужеш, ќе го соблечеш мидерот и порачуваш шарска плескавица, 10 кебапи, еден ржнич, ребро и му викаш на него, а ти шо ќе јадеш? Не се менуваат жените, не е гладна веќе. И плюс, има една предност кога ќе се омажат. Сметката за вода одма се намалува. Имате ли приметено? Додека сте дечко и девојка, она влага у веце и пушта вода да тече. Затоа што ние не можеме да испуштаме гасови и да правиме ништо у веце. И увек е чешмата пуштена. И ако малце подолго заглави, чешмава тече, базен да имаш ке го наполниш. Сега откако сте земени, она веќе не се ни замара да ја пушти чешмата. Вие сте веќе посветени еден на друг. Она може исто да ти што го правиш и она да го направи. Зборувам за испуштање на гасови. Тоа е веќе оно сериозен левел во врската. Многу работи се подобруваат исто кога се во брак, ама многу се и влошуваат. За крај само ќе кажам дека Нелсон Мендела бил 27 години у затвор, излегол од затвор, кај што го малтретирали, го тепале, се вратил кај жена му и за 6 месеци се развел. 27 години ги издржал, ама 6 месеци можел со жена. Жива вистина, браво!